Во време кога се повеќе се губат традиционалните вредности, ви ја носиме приказната за двајца млади ентузијасти, Дамјан и Сара. На само 23 години тие успеваат да ја оживеат и одржат традицијата, изработувајќи рачно делови од носи и ткајќи платно на разбој. Од почетокот кога се учев да ткаам, заедно со Сара, едноставно беше најголемата наша желба еден ден да си имаме собствен дуќан, кој што ќе може на јавноста да ја прикажеме како се ткаат народните носи, како се произведуваат на разбој, бидејќи во Македонија се уште нема ваков дуќан и ние сме прв од ваков тип. Па не сметам дека сме чудни, едноставно мора и некој да ја сочува македонската традиција. Сепак тоа што останало од нашите предци, не сме ние тие кои што ќе ја прекинеме и кои што ќе се свртиме само кон новото, нели модерното и европското, туку да си го зачуваме нашето, македонското, нашите корени и да ја зачуваме највеќе традиционалната изработка на текстилот, на скутините, на деловите од народните носи. Имаме делови од носи, имаме алки, чорапчиња, сувенири. После тоа имаме цели носи кои што се на продажба и дел каде што е само за фотографирање. Едноставно да го осетат и нашиот народ, и странците да ја осетат една наша народна носија, од какви материјали изработена, од како се облекувале луѓето порано. Цената на носијата варира од колку делови, колку е побогата носијата, толку и поскапа и во зависност од кој крај е носијата. Научив да ткавам од мојата баба, заедно со Сара учевме од 8-9 одделение, 15-16 години. Ама не и беше тоа фасцинантно јас да го враќам разбојот у функција, мислам да барам разбој, да ткавам, па јас морав сам да се исковам разбојот. Процесот на ткање најпрво почнува со сновење, се снове надвор, се коват колчиња две од една страна и едно колче од друга страна и се снове. Мислам се ствараат овие основата за ткање, без основа не може да ткаеме. После тоа основата се намотува на задно кросно, па се воведува во нити, има предни и задни нити, се воведува во брдо, ова е брдото, ова е направено од дрен, брдото се ставува на брадилата, се врзува напред на предното кросно, се затегнува со решетката и почнува ткањето. Па најмногу влегуваат странци, меѓутоа влегуваат луѓе што се бават со фолклор, односно од фолклорни ансамбли, љубители кои сака да си има сопствена носија, неги да си купи. Работа има, до лето сме фул со работа. Треба вакви 24 скутиња се направат, треба антери 12, 120 метри платно се тоа, плюс појаси, плюс чорапи да се плетат. Да, со задоволство би го работела. Би сакала да има повеќе интерес за традицијата, повеќе интерес за ткањето, што можам да кажам дека веќе имаме. Имаме и едно девојче што доаѓа, што го обучуваме за ткање, каде што гледам покажуваат интерес и младите, тоа ми се допаѓа и се надам за 10 години дека ќе има уште поголем интерес.